Почитувани гледачи, добар ден. Еве сме во емисијата Очи во очи на телевизија 24 и еве веднаш преминуваме на она што е тема за денеска. Малку назад да се вратиме за да дојдеме до она што е актуелно денеска, а тоа е дека на 3 март Уставниот суд ја укина забраната, односно мораториумот која истиот Уставен суд ја донесе во декември минатата година и сега всушност на тој начин се отвори патот за градење на територијата на општината, каде што овие деталните урбанистички планови, ДУП-овите скратено, беа оспорени, а всушност станува збор за централното градско подрачје, паркингот спроти, односно кај хотелот Holiday Inn. И веднаш еве од 3 март до денеска 12 март, нешто повеќе од месец дена, сопствениците на земјиштето на тој простор во најстрогиот центар на Скопје, значи го искористија со тоа што уплатиле комунали во висина од 150 милиони денари или 2,43 милиони евра. И всушност на тоа земјиште треба наскоро да се почне со градење на 3 згради со катност од 15, 20 и 25 ката. Сега значи дека на некој начин со уплаќањето на комуналиите веќе се исцрпени сите опции други, така и беше соопштено од градоначалникот Саша Богдановиќ, но утешно е тоа што еве или добрата вест како што вели е што не станува збор за 60 катници, туку еве како што спомнав повеќекратно била смалена висината, а и зеленило ќе имало доволно. Како и да еве резултираше се и со петиција која до сега над 6500 граѓани ја подпишале, на што всушност се сведува, значи она агонија или натегање ќе има, па нема да има и така натаму. Еве гледате дека сепак очигледно генерално по однос на урбанизмот и градењето, кој како си зацрта, кога тогаш и ќе си го оствари тоа, но добро, што мислите вие? Затоа е темата кој го гради градот, иако генерално може за територијата на цела држава ова да се аплицира, но со оглед на тоа што поводе токму ова, централно градско подрачје на Скопје, практично единственото кое остана со толкава површина и еве да се пополни и тоа. Кој го гради, значи градот, 3 висококатници ќе никнат кај Holiday Inn, па и на некој начин по однос на оваа петиција до сега, како што кажав, подпишана од над 6500 граѓани, да направиме една анкета во живо со вас, што мислите вие, може би е и нешто такво од овој тип на висококатници и потребно и неопходно на градов, а и повеќе на земјава ете во поширока смисла. Како и да еве да почнеме веднаш. Добар ден за првиот гледач. Повелете. Добар ден. Добар ден, ако сум јас. Вие сте, да, добре дојдовте, повелете. Благодарам, добро ве нашол. Па вака, ми се чини дека прво на тоа место не треба да бидат тие висококатници. Под број 1. Под број 2, тука господинот Груевски имаше планирано 100 катници 3 да бидат. Меѓутоа на некој начин им ги скратија, но просторот, пошто јас сум живеел во Скопје сега од Охрид-село, значи тој простор прво за тие 3 висококатници треба да има простор тука за тие луѓе што ќе живеат, за негдека за околу 500 возила. Каде ќе му најдат, значи, паркинг простор за тие луѓе? Тој простор, значи, е грешка. И од друга страна, каде е чистиот воздух на град Скопје? И онака нема. Ружата на ветрови се е скратена. Да. Значи, циркулацијата на воздухот низ градот е намалена. Зеленилото некогаш имавме недека 24,5 квадрати по жител. Јас работев во паркови зеленил, го знам тоа точно. А сега има недека меѓу 8 и 10 квадрати по жител. Каде што 1 квадрат зелена површина абсорбира 6 килограми микропрашина. И уште сакаме да поставиме тука 3 висококатници, каде што треба и да обезбедиме за тие граѓани што ќе живеат тука, нема да одат на 5 километри да ги паркираат возилата. И затоа мислам дека некој треба да размисли, а и тие што го купиле местото, треба да рече дека тие луѓе се нивни сограѓани. Треба да мислат и за нивните животи, за доброто на тој народ. И затоа сматрам дека на некој начин
ова е избрзано, значи неодговорно однесување и треба на некој начин да се тоа стопира и да се изнајде друго решение. Може тука да се направат други ниски објекти или да биде еден... Ете, истече времето, но ви благодарам еве што ни дадовте и конкретни информации околу влијанието на зеленилото врз животната средина. По однос на она пак што велите дека е избрзано, ми се чини дека е напротив добро промислено и долготрајно туркано, па еве и изгледа истуркано со оглед на тоа што еве комуналиите веќе се уплатени. А сосема кратко еве ја историјата зошто сметам, односно зошто изгледа дека не е избрзано. Имено, имало првичен ДУП во 2012 година, предвидувал 60 катници. Па имало мораториум, па имало ревизија, па неуспешен обид да се донесе нов ДУП, па одлука на уставните суди да се укине мораториум и отворање на можност да се гради врз основа на стариот ДУП. Па инвеститорите тогаш покажале условно добра волја со тоа што повеќекратно ја намалиле дозволената височина и внеле други измени. Значи наместо по 60 ката, сега се како што спомнав 15, 20, 25 ката само, а и околу зеленилото е веќе имало и нешто повеќе. Значи гледате перзистентно, долготрајно, не е толку избрзано, зацртано е и туркано. Мислам ова во контекст да не ги релативизираме одговорните, оти не е нешто фатени на препад и така натаму. Долготрајно ова се тера, заклучно со сите институции, гледате и уставниот. Донесе мораториум, еве сега го укина. Добар ден, повелете. Добар ден. Во програма сте, повелете, да. Вака Исо, поздрав од Кавараси. Исто така ви Сега вака, праќаме поздрави, да. имаш поздрав од Цетгат од Кавараси. Треба мораториум да се направи за Скопје. Не може од милион народ милионски град да прават. Таа урбана мафија на овие уставници суди му има пари дадено. И таа урбана мафија уставници суди да одат кај овој што е Орсо Камчев и Сашо Мјалков. Таму му е местото. Подхитно овој што е актуелната власт да ја утера кај Вилма на Расвиц и директно у шутка да одат. Не може така и ништо повеќе да градат згради, какви згради бе. Кај паркинг има таму? Милион народ, милионски град да прават во. Таа урбана мафија треба да прогресивен данок, да му стават и персонален данок, и тие пари да дадат за... Ние имаме проблем со земјоделието. Македонија е аграрна земја. Курсот за развој на економијата е земјоделието. На таа урбана мафија, реков сега, овој прогресивен данок и персонален данок и тие пари да се дадат на земјоделците. Кишката била празна, кошничката е на нивата. Во Битово успева сончоглед, а во Скопје се јавува у Кавараси да сада сончоглед, у Скопје нека сада сончоглед. Дали се свесни тие што зборувате, што го подржуваат? После во финансовата полиција, исто касеат кошат да оде во Радовиш, што е Николачови, кој е директор таму, Бучим Радовиш, бе. Абе тоа Бучим Радовиш е сиромашка општина, бе. Финансовата полиција таму треба да оде подхитно. Предходната влада правеше Груевски таа банда расипничка роу-шоу, џомурски спектакли. Добро, ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Македонија, добар ден, Исо. Повелете, добар ден. Со Груевски бевме Македонија и македонци. Бевме држава во која се дава пари за субвенции, за земјоделци, за студенти без пари превоз, за ученици без пари превоз од село в град, за пензионери 100% зголемени пензии, 100% плати, инвестиции на секаде, интерес за Македонија, на секаде се но некои како е, нели, пред мене се научени да ги сакат тие што ја рушат Македонија, што ја предават Македонија, што ја ништат и земјодели и се, а не тие што градат, бранат македонско. Ето ти е разликата. Сега, кој го гради градот Скопје? Мислам дека СДС се научени само за рушење. Не ги бидува исто да градат, еве гледаме Гали, споменик македонски ќе рушат, Порта Македонија ќе рушат каде помина, нели, наши македонски великани, спортисти,
Вардар, 2 пати, нели, ракометен шампион на Европа, македонска ракометна селекција, македонска кошаркарска селекција тука помина достоинствено пред чекање од стотици илјади македонци каде се класификуваше достоинствено никогаш Северна само Македонија. И сега овај, не знам, Грчев вика бил по татко бил грк. Веројатно и Грчев има нешто грчко. Но добро, нема врска сега, ни Грчев, ниту потеклото е па сосема ирелевантно. Исо, значи, ова партија ти прашува, значи, кој го гради градот? Не, јас реков дека СДС не се научени да градат ништо во Македонија. Тие се одбрани да рушат се. Од македонско, од христијанско. А како кога ќе се градат 3 згради? Кој ќе гради? Ви ова сето е ветер во магла. Тие државава ја банкротира, во карантин не ставија, сите луѓето масовно умираат, ќе се граделе висококатници. Колап села банкрот, само спасни експертска влада, друго ништо. Добро, но гледате, мораториумот е тргнат, комуналиите се уплатени, се оди веќе во таа насока. Практично е завршена работата и на некој начин со уплатата на комуналиите веќе и практично на теориски шанси сведена можноста за промена на ДУП-от. Добар ден, повелете. Добар ден. Во програма сте, повелете, да. Поздрав до тебе. Благодарам, да поздравувам. Ова тема денески што ја поставивте не е туку така поставена, таа е многу сериозна тема. Зошто? Затоа што овие ДУП-ови што се донесувани пред 6 години, не од сега. И верувајте ми, ова што се работи сега, од страна на урбаната мафија во Македонија, што го извртоперија цел град на Република на Скопје на Република Македонија. Прво и основно, тој е Уставен суд на Република Македонија. Дали има некој да му стави крај на тој Уставен суд? Пазете, тој донесува одлука каде што треба да се загрозат животите на граѓаните на град Скопје. Прво и основно, знаете ли кој простор е тука до домот на синдикатите, до работнички дом, до хорите? Да. Тоа е луѓе срцето на градот Скопје. И сега тука 15, 25, 20 да се граделе некои згради. Па тука не да простор, тука треба да има огромен простор за да можат тие луѓе кои ќе живеат, за да екзистираат тука. Ја не знам искрено да кажам, што со кое право Уставен суд само става некои решенија да не се прво и основно Уставниот суд треба подхитно да се провери кои се тие таму што донесуваат такви одлуки. Така. Ако граѓаните на град Скопје излезат сите на протест, тоа ќе го видам Уставниот суд на Република Македонија. Треба сите подеднакво си поднесат оставки и да се заменат од тој Уставен суд, што немаат врска со Уставот. Немаат врска. Овде се работи за состојбата на град Скопје, не се работи за поединец. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам за јавувањето. Ве поздравувам. Одиме со следниот гледач. Добар ден, повелете. Здраво. Здраво, поздрав до вас. Абе, наместо да се градат згради позади паркингот, знаете колку куки има стари тука на кај базенот, Да, па околу да. базенот, па Маџар мало, Да. они градат тука во сред центарот на кај што и треба паркинг. Кај ќе се паркираат луѓето, бе, ало? Тука нема да има место ни за паркинг, ни за тие згради што ќе бидат. Али парата врти кај што Бургија не сака. Видовме Уставниот суд што направи. Си доделија сами плюс 500 евра, 2000 евра, малци им биле 1500, а ништо не работат. Донесуваат одлука со месеци, со години за една работа, да кажеме. Так. Абе, кај го има ова, бе? Абе, тешка корупција, тешок криминал се случува во државава. Катастрофа, мизерија. И сега самиот овој градоначалников на центар кажа дека ќе покрене до антикорупцијска комисија. И тоа е лимунада, и тие џабе плата зимаат. Так. Тие треба да соберат докази и со тие докази додат во јавно обвинителство и јавно обвинителство ќе им каже не одговара доказите и сликајте. Што направила до сега антикорупцијска комисија, кажи ми исто. Дали некој дошол после, а да не збориме дали
или дали кривично одговарал. За овие 30 години ја не видов антикорупцијска да има некој резултат. Значи се е тоа врзано, го штишаат народот, сритат како ќе текне. Па мизерија е тоа бе. Тука треба, место гради треба да има еден убав зелен парк во сред центар на градот. Одоздолан направат еден паркинг подземен и завршена работа. Позади куките нека направат згради, тие што се позади паркингот. Так. Маđар мало се распаѓа, тука железниčka станица доаѓаат странци. Исто до околу базенот и куки. Тука треба згради да прават, ама овчари имаме градоначалници. Благодарам за јавувањето. Значи, Уставниот суд на 3 март го укина мораториумот за градење, но пак предходно Општина Центар им го одобри идејниот проект за објектите. Сега пак градоначалникот на Општина Центар Саша Богдановиќ вели дека сите правни механизми за стопирање се исцрпени, особено кога се уплатени комуналиите. Спомнав 2,43 милиони евра и тоа од тие пари 60% на град Скопје 1,4 милиони евра и 40% на Општина Центар 1 милион евра. Значи веќе платени комуналии и всушност сега останува уште инвеститорите да добијат одобрение за градба и слободно да си градат на овој, може да се каже, последен слободен простор во центарот на Скопје, ако не се смета плоштадот. А со укинувањето на мораториумот и уплаќањето на комуналиите, и тоа гледате токму на град Скопје и на Општина Центар, веќе се чини дека нема пречка на инвеститорите за да ги добијат дозволите. Добар ден, повелете. Добар ден. Што сакат овие уште што барат тој Тале и тој претходниот слушател, гледач, што овчари спомнуват ова она, што сакат тие. Ги видовне 12 години беа на власт. Што сакат уште? Уште да плачкат, да крадат? Ви благодарам. Добро, молам, ви благодарам за јавувањето. Зборуваме за градењето кое треба да почне на тие 3 висококатници. Нема потреба да се прави паралела во овој момент, туку кој е надлежен, одговорен, дополнително, како и што спомнав дека историјатот не е краток. Почнува приказната од првичниот ДУП од 2012 година, кој предвидувал 60 катници. За да сега, практично 10 години подоцна имаме почеток на градбата, но со реалност наместо 60 катници, 3 објекти со катност од 15, 20 и 25 ката. Добар ден, повелете. Историски има широк одсечок. Повелете, да, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Поздрав до сите инволвирани во оваа емисија. Благодарам. Кој го гради градот? Ја ќе кажам дека го градат градоначалникот и градоначалникот на Скопје. Тој градоначалникот на Holiday Inn паѓаше кај трговски центар. Скопје, мислам, градски трговски центар. Так. Тој ли е Holiday Inn? Значи тука се гради кај што беше паркингот. Паркингот, да, кај Holiday Inn, спроти Holiday Inn, така, хотелот. Така, тоа го знам точно, затоа што не сум бил подол. Видиме кој го градеше, па кој ги градеше ова Порта Македонија. Ги граделе градот, градоначалникот. Има урбанистички. Тоа ли го градела? Кој го градеше таа објектот со шпански скали? Кој ги градеше музеите на ВМРО и музеот со восочни фигури? Значи, тие ги граделе, што можат да градат и низ тоа реката што правеа таму, кој да собеа врби ваму таму, тоа е урбанистички плани се гради. Ама ќе никнат, вика, ова прашање, нема да никнат тие, како ќе никнат треба да се изработи, да се најде фирма, која ќе ги изработи, така да ништо страшно. Нели градот донел одлука да се гради, да се инвестира тука, тоа е добро, тоа е центар да заличи малку на Њујорк, не баш на Њујорк, нема тука 100 катници, ама да заличи барем на град што личи на Скопје да заличи пример на Париз, на сите други градови, како голем град.
Така да немам тука што да кажам, само што тоа вика ќе никнат. Нема да никнат, ќе се изградат. И така да секој добро, те поздравувам, пријатно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, одиме со следниот гледач. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, во програма сте. Вака се големо прашање кој го гради висококатниците што ќе бидат таму во центар градот, меѓутоа јас се прашувам па на што ќе ни личи и центарот на Скопје. И не само центарот, него и сите останати населби каде што гледаме како преку ноќ никнуваат згради, од едно куќиче ќе рипне една огромна зграда, особено да кажам сум револтирана, еве вчера успеав да прошетам низ населба аеродром, значи тоа е, не знам, јас се прашувам и ги прашувам жителите тама на населбата аеродром како живеат, гледам дека се мачат и со паркинзи и со самото сместување на зградите како сендвичи, зграда до зграда. Меѓутоа, од една страна слушаме како зборува власта дека нема повеќе да се гради, дека ќе се намали околу градбата на зградите, што ќе се креваат низ сите населби низ Скопје, меѓутоа ова покажува сосема спротивно. Мислам дека е сосема не е во ред во центарот на градот, каде што уште со пред години и години постои тој голем скопски паркинг, каде што имаат можност сите да се паркираат кога ќе дојдат во центар. Мислам дека е стварно нонсенс, затоа што знаеме дека самиот тој дел на центарот, колку има тука објекти, колку има згради, колку има институции, меѓутоа јас верувам дека тоа нема на ништо да личи. Мислам дека е доволно Скопје и нема потреба да личи на Њујорк, на Париз, на Лондон и така натаму. Еве еден краток пример ќе кажам. Љубљана, главен град на Словенија, каде што не знам дали сте били, еве ќе ги прашам и сите овие што ја слушаат денешнава тема, дали биле во Словенија сега, пред 2 години и пред 20 години. Значи во Љубљана не е дигнато ништо, значи ништо не е сменето. Целата слика на градот остана уште пред 30, 40, 50 години. Да. А ние што сакаме? Да бидеме некој нов Њујорк, некој нов Лондон. Нема потреба од нови згради. Јас мислам дека се доволно градби и дека треба да се... Ви благодарам еве за јавувањето и тоа што ни посочивте за состојбите во други општини, но и паралела што направивте. И во таа смисла можете да ја проширите темата поводот се трите висококатници кои треба да се градат, веќе се чини дека нема да има законски пречки, но можете за состојбите и во вашата општина, во вашиот град, слободно да коментирате со оглед на тоа што ако е ова денеска, а не е само денеска, гледате дека ова има и тоа како подолга историја. Почнато е некогаш, сега се завршува во смисла треба да се реализира, почнато е со ДУПот во 2012-та кој предвидувал 60 катници, еве сега ќе се по се изгледа реализира во друга насока. И вклученост на, гледате, многу институции, дали е град Скопје, дали е општина Центар, па се до Уставен суд. И еве, во таа смисла кој ги гради генерално објектите, поводе, велам, овие три висококатници, но можете, велам, слободно да зборувате и за други искуства. Повелете, добар ден. Добар ден. Кој го гради градот? Сега, кој го гради? Тој што има пари во изобилие. Меѓутоа, во смисла на дозволите, знаете, кој како да прави што сака. Градби. Така. Оти се е легално во случајов. Да, затоа што ова сега ние почна, нели, уплатени комуналии. Така. Што значи човекот дошол веќе баш до градба, се му е дозволено. И сега градоначалникот убаво си кажува, јас веќе сум немоќен. А зошто ние ги напаѓаме овие граделе, оние граделе? Па видовме, ако граделе, сега ќе имаме болници. Па што ни ги стават болните во галијата да се лечат? Што ни ги стават во црквичињата на тале? Какви црквичиња граде? А мешечки да влезеш, грбечки да излезеш. На секој семафор црквиче. На крај каева палатата е голема што не си ги земат болните. А не само болница нема. Па нема. Ставете ги на споменикот. Они приоритет им беше да не направат антимакедонци, што еве до кај дојдовме поради тоа дередже, што најмалку сакам да кажам која сум и што сум, треба секој сам да се чувствува тоа што е и да си каже. А која сум јас на некого да му наметнам? Немам ништо против ако некој се чувствува антимакедонец, дека било од античко време. Меѓутоа не со сила и не со вака партиски препукувања. Затоа и Скопје ни е хаос. И ова сега никој не може да го стопира. Затоа што тука многу партиски раце се замешани.
Кажавте 2012. Па Саша Богдановиќ 2012 не знаеше дека ќе биде градоначалник, па вината да ја бараме во него, него тој што го донел тој урбанистички план, таму треба да ја бараме вината, а не да мешаме баби и жаби. Кај нас се е партизирано и ние како граѓани си се навредуваме без потреба, ама вирусов веројатно не ни го дотера паметот. Уште сакаме да гледаме, да викаме бело, а ствари е црно. До толку што сме партизирани. Абре, оставете ги тие партии, гледате дека се надоле оди. Како може да има 60 катници тука? Па, како? Така, да, ете, нема да бидат по се изгледа 60 катници. Повторувам, значи, 3 згради со катност од 15, 20 и 25 ката. И токму Саша Богдановиќ, што го соопштува градоначалникот на општина Центар, како добра вест, ете, нема да бидат 60 катници, највисоката ќе има само 25 ката. Добар ден, повелете. Имаме ли гледач? Повелете, добар ден. Добар ден. Ало? Да, во програма сте, повелете. Благодарам. Поздрави, до вас. Па вака сега, мораториумот е донесен за во меѓувреме да си се договорат градските татковци и инвеститорите колку станали да им доделат. И сега тоа се држи така, она под допрен глас по 4 стана секој од овие градоначалници и министерот за транспорт и бившиот министер кој го продаде земјиштето за Бадијала за 3 милиони евра, продаде тоа кафка, таму зградите ќе вредат преку 500 милиони евра ќе биде вредноста. И сега меѓу време, ајде, Божем ќе ги намалиме, па не можело дупот да се смени. Па тие сменија име на држава, сменија устав, сменија преамбула, а не можеле еден дуп повеќан да сменат. И фактички ќе го уништат градот. Ја еднаш спомнав кај тебе дека Скопје веќе е мртов град, дека ова уште споменик му прават на мртовецот. А инаку го спомнува Њујорк, па Њујорк има огромни згради, ама погледнете каков има Централ парк. Да, во срцето на градот, со езеро, јасно. Па тоа е поентата, значи тука требаше некоја таква содржина да се направи и ние да го градот во светски рамки, Скопје да биде познато, затоа што во срцето на градот направило нешто што ќе се гордееме. Овде ќе биде на бетонска џунгла, ќе си поделат станови, ќе си продадат, ќе си земат пари, гледате и како цинично се смее и маската не може да го скрие, не можел дупот да го смени. Па ја ви кажа, го смени името на државата, не можат еден дуп да сменат. И тоа е пракса на сите градоначалници, и на градоначалникот на Охрид, еви во Центар, во аеродром зградата, каде градоначалникот си зема 2 стана и Дуќан во истата зграда. Така. И таму Уставниот суд играше улога. Така. Да, има многу примери од кои може да се види дека и може да се сменат многу работи. Впрочем, и во оваа сфера на градежништвото околу земјиштата и така натаму, еве, да речеме и онаа површина со езерото Треска. Тука е сменет од земјоделско во градежно земјиште, директно. Мислам се поставува прашањето, а зошто се тие категоризации, ако може кога сака, кој сака да си ги смени? Предпоставувам дека се направени токму затоа за да се знае што е што. Тука е градежно, тука е земјоделско, тука е... И тоа е дел од планирањето, дел од создавањето на инфраструктура, што, каде ќе биде, се на своето место. Ако вие менувате кога сакате, тогаш тоа е само проформе ставено и нема потреба ниту да има категоризација, ни земјиште, ниту било што, ако сакате во крајна линија и устави слично кога вие менувате по потреба. Тие се ставени за да се постапува по тоа. Тие се ставени за перспектива. И поднос на градење, и поднос на држава, и поднос на било што, зависи за што станува збор. Дали е устав, дали е било што. Па се гарантираат права, не знам, на оние кои живеат или... Значи се штити државата, го штити населението, има евиденција во смисла како што ќе се развива. И потоа, знаете, по потреба, а па добро, тоа било земјоделско, ајде ќе го смениме сега градежно, сега ќе градиме. Зам прашањето е зошто воопшто се троши на таа администрација и се и на хартија и на било што да се прават такви категоризации кога има потреба се менуваат. Добар ден, повелете.
Ало, добар ден. Во програма сте, да, ве поздравам. Поздрав до екипата и до сите гледачи Исто на така. 24 телевизија. Благодарам. Јас само да прашам, дали знаете кој е тој инвеститор што планира да ги гради тие висококатници? Дали знаете кој е инвеститорот? Она што Да го кажете. како податок го имаме фирма МГ Фешн и Македонската православна црква преку фирмата обновители уплатиле комунали. Ги уплатиле. Добро во ред. Сега јас да ги запрашам тие инвеститори. Дали не беше подобро да се реновира и да се обнови универзалната сала или пак да се преправи Луна паркот кој се ветува веќе 4 години дека ќе се прави и дали не е подобро тие пари или пак во некои болнички инфраструктура, болниците знаеме во каква состојба се сега во среде пандемија. Толкави пари да се трошат во пандемија кога народот по 50 души умира на ден, ова е жалосно и срамота што се прави од некои така наречени бизнисмени, инвеститори кои само го гледаат ќарот и профитот. Додека народот во Македонија седи и само вака се јавува преку телефон и дискутира во ваши емисии на други телевизиски програми, вака ќе биде. Народе, ве повикувам да излеземе масовно и да кажеме стоп на ова се што ни се случува и со урбана мафија, и со економија, и со здравствена криза со COVID-19, во каква состојба не ставија. И најдобро е веќе овие партии наши македонски две, СДСМ и ВМРО-ДПМН, да ги ставиме во минатото. Нас ни е потребна веќе трета опција која ќе ја среди државата и ќе мисли за народот, а не за вакви работи, само да инвестираат без потреби. Ви благодарам за јавувањето. Еве, да, ние зборуваме во оваа емисија, сеедно може и некој да е за, нека си го каже мислењето. Но во исто време, еве спомнав, за само 2 дена се собрани 6500 подписи во рамки на петицијата против изградба на висококатници. Значи, добро, нешто се прави, ако ништо друго, колку може да се направи, да се смени, тоа е прашање. Повторно велам, ако погледнете хронолошки, ова е долгорочно, значи не е апансос, не знам колку може да се биде оптимиста, но не значи дека не треба да се обиде човек, макар пред себе. Впрочем, и оние кои се во прилог на ова, ете исто така да аргументираат и зошто е се за, може би има и причини кои се повеќе за. Визави она со вакцините, помала е штетата од користа. Па, да слушнеме аргументи, може би има многу повеќе и за, отколку против. Добар ден, повелете. Добар ден. Во програма сте, повелете. Па е прв пат се јавувам во вашава емисија. Драго ми е, повелете. Па околу ова, тите висококатници ќе микнат кај Holiday Inn. Мораториумот е прекинат, така е, во центар. А нешто друго да прашам, кај фабрика Треска, пример, огромен простор е тоа. Зашто тука не се, усваи ќе се градат, а кој ги гради? Пример, ние сме таму, 5-6 фамилии, што сме легализирани, а не ни даваат под објектот да си го откупнеме местото. Тоа општина центар ке Богдановиќ. А тука се тепаат кој побргу ќе го земе тоа место. Така. Разбирате? Да, да. И сега Богдановиќ, нас што сме тука што живееме со 30-40 години тука, не можеме да си го откупиме тоа место под објектот. Мораториум нема више. Така. Како што знаеме. Да, да, да. А ќе градат кај Holiday Inn огромни згради. А ваму треба 15 згради да се прават. Кој ќе ги гради тие згради? Се знае. Општина центар манипулира. Поготово со ова дворно место, дворните места што луѓето си ги имаат. И не може година и пол не можеме да си го откупиме дворните места под објектот. Па не ли тоа страмат? Фала ви многу.
Да, ви благодарам. Се него. Ви благодарам за јавувањето, еве, се надевам дека ќе се најде решение и за ваквите, особено во споредба со овој простор од над 83.000 квадратни метри и оваа идеја за тие 3 висококатници, дека патем ќе се решат проблемите и кои се неспоредливо помали сразмерно. А еве, гледате, не се решаваат, иако, како што кажа гледачот, мораториумот е укинат. Добар ден, повелете. Добар ден, Исо. Да, ве поздравувам, повелете. Темата е кој го гради и гради трите овие висококатници. Во смисла на институциите секако дозволи слично. Да, мислам, разбирате. Вака сега. Воопшто не е битно кој ќе ги гради. Аха. Апсолутно е небитно. Тој што има пари, тој ќе ги гради. Ако е мафија, мафија. Така, затоа велам институционално во таа смисла. Само да не ми взимајте од времето, пошто сакам да... Ајде, зборувајте. Јас сум тука сум од куќите кај што треба да се градат овие, ќе се градат на празниот простор што го купиле они тоа. И нас не прашували некој за мислење. Не прашува. Еве гледам сега, ја подоцна се уклучи во емисијата, се јавуваат луѓе, тука требало да биде парк, да и било гаражи и не знам што. Демек, ќе имало бетон и така натаму. Слушайте вака. Во ова Скопјево, нон-стоп градоначалници со честни изузетилци доаѓаат од село Селјачан. И они сакаат да има паркови, да има зеленило и не знам што. Значи, бегаат од селото, ќе дојдат овдека у град и овдека од град ќе правиме паркови. Не, еве, ние тука што сме од Кучиво, кај што е кај Holiday Inn, имаме еден предлог да направиме едно големо гумно за овие сега што се јавуваат, дека ким сметаат нив овие висококатниците, ќе направиме едно гумно, ќе вставаме тука пшеница и ќе ја газиме, нека ги донесат тоа коњите и воловите, ќе ја газиме пшеницата и ќе бидеме, ќе направиме селска едила. Абе сега дека у свет овие у Њујорк што ги срушива кулите, значи луѓево будалици што ги направива таму, тие трите кули облакадерите, што срушива овие. Будали ли се? Така. Добро, ве поздравувам, одиме со следниот гледач. Добар ден, повелете. Држава наша вие или ова не е држава. Веројатно ова се ниједна институција не работи. И кој како што ќе му текни така. Пријатно. Добро, ве поздравувам, имајте убав ден. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, имаме ли гледач? Повелете, ако се слушаме во програма сте. Да. Ало? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Ја не знам дали јас сум на... Вие сте, да, вие сте, повелете. Да, јас извинувам малку да го намалам. Во ред. Па вака јас би рекла дека треба да не се гради кај Holiday Inn, него да си остане паркингот. Значи, тоа место да си остане така како што било и до сега, затоа што има многу граѓани што сакаат да појдат во град и треба да се паркираат негаде. Меѓутоа, ако се паркираме на некоја стремна површина, кај што не треба, добиваме казни, а немаме паркинг. Каде имаме паркинг? Никој. Немаме паркинг, не знаеме кај да се паркираме, ако не е тој паркинг. Јас мислам дека е тоа така. Така да, не знам, ние како треба да се изразиме што не можеме никаде да се подпишеме, не можеме да одиме по град за да можеме да се подпишеме опште што собираат подписи за дека не сме за градење. Ние не сме сите способни сега да одиме некаде да собираме подписи. Тоа можеби на едно место се собираат и таму треба да одат сите. Меѓутоа треба сите да станат до еден. И никако тука градба. Што е, на што личи тоа? Тоа е убав простор да се остави онака, да се направи, па убаво е и парк, нека се направи, нека се остави малку површина и за коли, мислам, за паркирање и така, нека заличи на нешто. Нека има естетика малце. А не, оние облакодери, толкави големи, малку ли ги имаме по аеродром, тоа е како баклави се наредени. Благодарам.
Ви благодарам и вам за јавувањето. Имајте убав ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав, до вас повелете. Видете вака, јас не знам како Уставниот суд така, овај пат многу брзо реши да го поништи мораториумот и да дозволи градба. Као прво треба се размислува за тоа место. Тоа место не е само на Скопје. Рачунајте, цела Македонија доаѓа во Скопје. Токму така. По некакви административни работи, што ти ја знам, судски работи и што ти ја знам, службени и шо. Значи Скопје е сепак центар на Македонија. Сите установи од повисок ранг се таму, во Скопје. Ако некој има мата, треба да дојде таму. Кај ќе освај колата? Значи тоа место беше добро да си биде. Или да се направи некоја катна гаража тука и зеленило околу. Да, место има многу, јасно, и да се... Има доста, значи тоа би било 100 пати порно решение, отколку ова. Ова ќе се опарат, например, ќе се здобијат со имот. Некои си приватници таму, тој, како го викат, емтен инженеринг, кој беше, и православната црква, што е навистина абсурд. Православната црква, место да ги одржава црквите, да гради или било што, или да организира хуманитарни акции, овај народ е сиромав, таа се занимава, таа гледа од што ќе втјари, значи, ќе крева кредити, меѓутоа кредитите ќе оплаќа народот од свети од едно од друго, а таа ќе се здобие со имот. Од тој имото кој ќе зема? Ќе ги пикат во приватните чепои. Зато попојте ќе ни се водат со джипој таму, нема на Магарина додат, нема навистина сега векој оде напред, меѓутоа сепак претераја, ги гледаме како. Така, ви благодарам за јавувањето, имајте убав ден, одиме со следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало? Повелете, во програма сте. Во контекст на претходникот, значи граѓаниве не се интересираат кој ќе гради. Мене ми е симптоматично од каде пари на Македонската православна црква да инвестира во овие згради. Значи на прашањето кој ќе гради, требаше да им кажете ќе гради Македонска православна црква. Кажав што праша гледачот, да. Во содружниство со друга фирма. МГ Фешен и Македонска православна црква, преку фирмата обновители ги уплатиле. Каде што која фирма ја формирале Македонска православна црква и тие приватњаците од Куманово. Значи, видете, ги гледам граѓаниве се прават дека пијат нафта. 2012 сменет дупот. Саша Богдановиќ откако дојде го блокира овој дуп за градење на овие згради, се обиди да го смени дупот, меѓутоа не му помине на човекот. Тоа е едната работа. Втората работа, ја слушав онаа глупост дека земале станови. Па на 60 ката ако биле зградите, поише станови ќе земале. Зошто тогаш да блокираат? Побоја да дозволат на 60 ката да се направат зградите, ќе земат поише станови отколку на 20 ката станови. И третата работа, во аеродром во зградата што е на кај мајчин дом, треба да го кажа градоначалникот се вика Ивица Коневски што го земал дуќанот и двата стана за таа маркицата у паркот. Има име и презиме таа маркица, се вика Ивица Коневски. А овдека се знае како се вика Тодоровиќ. Оваа маркица. Сега вие така ако некој лесно мисли дека се менјаваат тие дуповите во ред нема проблем. Но прашањето е зошто Македонската православна црква бара пари од граѓаните? Каде е Македонската православна црква сега да помогне? Ама погледнете, има пари да прави згради, а нема пари да им помага на граѓаните. Затоа владиците ќе лежат по 15 дена од превентива во Систина, а ние и понатака ќе плаќаме и ќе даваме донации. Ете како не злоупотребуваат верата, како ја злоупотребуваат одредени луѓе, да не кажам, и добрината на граѓаните. Така, добро, но не знаеме понатаму, ако инвестира гради, како понатаму тоа ќе го користи. Може би, во насока некоја да помогне. Не знам, да најде да понуди сместување на, не знам, социјално загрозени лица или некои институции во тој контекст, да видиме, може би инвестира во иднината на токму тоа за да помогне, не за себе или за профит, Добар ден, повелете.
Ало, добар ден, господи. Ве поздравувам во програма сте. Колку што ми мене јасно, тука има дел, значи, имот Македонската православна црква и други некои. Да. Сега, тој имот, значи, одлучиле прошлата банда и ова банда на тие локации да прават згради. Се има тука Македонската православна црква. Може само ова да ги условите. Да не прават на бандиве, што правиве, значи, јас се кажам однапред кој гради, онај кој крадел, тој и граде сега. Мафијата гради. МПС не може да гради. МПС само е дават незиниот имот. Меѓутоа, ако би требало, се сложувам вака, да не се иритират, тој имот на Македонската православна црква не е само од стена на синодот, тоа сите верници. Тоа требат, не само Скопје, од Кичо сум, наравно верниците во Скопје да се договорат, да условат на услов за што ќе го да тоа место. А не да им одлучат градските тасковци, мафијата да одлучат ќе градат згради. Значи, треба да ги условит за да бидат верниците мирни, за да не правиме вака компликации во верата, за да не понижаваме верата, за да не се умаловажаваме ни свештениците, пукавците по свештеници, не се сите свештеници владици исти. Меѓутоа, значи, мојот предлог е тоа. А градат мафијата, значи. И Скопје би требало, не со Скопје, треба да остане онака како што било, како што во СФР предвиделе инженерите, тоа земјиште толку терет може да поднесе на Скопје од земјотрес и така натака. Иначе, вистина Лјубљана е како што беше за СФР, така и сега си е. Овде е проблемот што треба другаро Тито да станет, па сите во голиот ок, и од ТПМН, и од СДСМ, Италијата и Николшјата што ја поддржават. И тој аналитичот кој има скоро 80 години, а 70 години. Добро, ете да не навредуваме, особено не на лична линија и да не ги правиме тие поделби. Впрочем и токму ова околу верата што кажавте, верата не може да се омаловажува или во било која негативна конотација изведе. И тука мора да се направи разграничување. Значи било која вера ако сакате, а генерално верите, религиите апсолутно се полни со љубов и емпатија и така натаму и со она што многумина и треба да го научат. Но тоа, затоа велам, разликата треба да се направи помеѓу верата и институциите. Институционалната вера, односно верските институции и некои представници. Како во позитивна, така и во негативна. Па така може значи верско лице и да се пофали, кој не знам, особен придонес дава, хуманизам помага и така натаму, не се подеднакви и сите. Оти тие се и луѓе, ако сакате. И пред се луѓе. Ја представуваат верата, но се луѓе. И секој е различен, согласно на тоа. Во таа смисла, значи, можеме да зборуваме за верските институции и представниците на тие институции. А тоа е друго нешто од верата. Така да, апсолутно не би смеело да има. Мислам, во секаква конотација ставање на верата со ова е всушност злоупотреба. Затоа што тука не е ниту верата, ниту Господ. Имаме институција, која во случајов е верска. А тоа е нешто друго. Добар ден, повелете. Имаме ли на другата линија гледач? Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, ако имаме гледач. Добар ден. Да, во програма сте, повелете. Па врска со овие градби категорично против да се гради во централните подрачја. Така. Тука цела држава доаѓа. Паркинзи треба и не треба да се прави гужви. Сето тоа ако се прави ради бизнес, ради профит. Те се продават тие станови и така натаму. Но не би требало и друго, при било каква природна катастрофа, една зграда би направила, ако е многу висока, би направила штета на уште 10 пониски, а да не збориме за куќа, што би ја направила ако падне. Значи, високи згради во централни подрачја не, може некаде подалеку, и пониско да се градат, не во толкова голема висина.
тоа не е потребно така да се гради. Моето мислење е тоа. Значи, имав уште нешто да кажам, но ми избега мислата. Значи, висококатници, иако тие имаат профити, свој да отфрат, не е битно која партија, бизнеси, тие ред работи, а и прво, ако имате куќа до висока стамбена, рачунете дека приватноста ви ја гледаат 20 стана нагоре, например, ако сте близо до стамбена. Ето и тоа е нешто лошо, значи стамбена од куќа треба да е оддалечена. Исто гужви за стрвање смет, за ако из Скопје плаче за трамвај, но на шини. Така, да ви благодарам за јавувањето. Ете, начнавте и нешто што е и беше спомнато како нешто што се планира во иднина, да се надеваме дека такви проекти ќе има уште повеќе, како ќе се развива ситуацијата со овие три висококатници. Би требало да се дознае, можеби наскоро, имајќи предвид дека навистина долго и трае ова натегање околу нив. Се собираат и подписи, еве го слушнавме генерално вашето мислење, ќе останеме секако и на оваа тема, односно тоа како ќе биде понатаму. Јас ви посакувам без оглед на се да имате добро расположение и да се видиме повторно во полн состав веќе утре. Срдечен поздрав, довидување.